Почитувани сограѓани, почитувани новинари, драги велешани. Целта на овој прес се изнесувањето невистини, лаги и клевети од страна на Марко Колев и Љутков на пресот одржан на 9.5. Конечно, по 18 месеци, на градоначалникот Колев и на председателот на Советот Љутков им го слушнавме гласот на пресконференција, грубо политизирајќи општинската зграда. За Марко Колев, зградата на општина Велес, во која често држат партиски состаноци, јадат и пијат и по нив оставаат неред, е партиски штаб на ДПМНЕ. Тој, со своето суштинско непознавање на законите и работата на институциите, се дрзна да држи прес партиски од зградата на општина Велес. При тоа, покажувајќи со прст кон општинската организација на СДСМ Велес, како наводен кочничар за развојот на градот. На тој прес се изнесува еден куп невистини, со кој јас сега ќе се соочам и ќе почнам со завршната реченица на Марко Колев, секој со својата приказна. Во интерес на велешани е да не слушаат приказни од Марко, туку да ја слушнат вистината. Водејќи се од девизата дека нападот е најдобра одбрана, градоначалникот се обидува да го прикрие срамот што повтор пат му се одземаат ингеренциите. Ингеренции на градоначалник не се одземаат по диспозиција на министер, ниту е негово дискреционо право, туку по строго утврдени законски услови што нашиот градоначалник во наводници успеа да ги исполни. Значи, толку добро ја врши функцијата градоначалник и ја управува општината, што не постоеа законски услови да му се остават надлежностите. Конкретно, за одземањето на ингеренциите на градинката Димче Мирчев, информациите ги добив од советниците од СДСМ и од директорката, по-конкретни, по-прецизни, се со цел да биде прецизно одговорено пред велешани и пред вас новинарите. Именно, Министерството за труд и социјална политика, а не Министерството за транспорт и врски, како што кажа Љутков на пресот, кој очигледно не знае ни кој е надлежен, според одредбите од Законот за заштита на деца, е надлежно за вршење надзор врз работата на органите на општината при спроведување на законите и прописите од областа на детската заштита. Според тој закон, согласно член 201 став 2 од Законот за заштита на децата, доколку општината не обезбеди извршување на работите, кои со закон се утврдени како нејзина надлежност, по сила на истиот закон, на општината и се одзема надлежноста во време трајање најмногу до 1 година. Но еве за појаснување. На 33-та седница, 26-та точка на 5.4.23 година. Разрешување и именување член на училишен одбор, каде двата предлози советниците не ги изгласуваат. После неизгласувањето на членовите, Министерството за труд и социјална политика доставува укажување до општина Велес, каде е даден рок од 3 дена да се именуваат членови во управниот одбор, бидејќи се потребни за нормално функционирање на градинката. После тоа укажување од МТСП, Љутков ја става точката на 34-та седница по итна постапка, но повторно не се донесува одлука, бидејќи Љутков со образложение дека има итни и неодложни работи, ја прекинува истата седница на последната точка, иако тоа гласање не би одземало повеќе од 3 минути. Најверојатно за него итна работа е седење во еден познат хотел на Велешкото езеро после прекинување на седницата каде што е виден. Проблемот кај Колев и Љутков е што предлогот на член на училишен одбор, кој го имаат гласано вработените во самата градинка, не е член на ДПМНЕ, а со тоа и не ги исполнува нивните замислени критериуми. Кога се работи незаконски, противуставно и на штета на најмилите, а тоа се нашите деца во градинките, многу нормално е државните институции да бидат коректор на локалните, впрочем и Законот за детска заштита им го дава тоа право. Бидејќи и Љутков, како председател на Совет, самиот изјави на пресот дека не му е јасна одредбата, што не ме зачудува, еве користам прилика да му објаснам. Одземени се ингеренции врз основа на закон за сето она погоре што го кажав, само за избор за членови на управен одбор. Во се останато, како општина Велес и како градоначалник, останати се сите ингеренции. Но џабе се сите ингеренции, кога Марко Колев, освен што се слика 2 години во градинката, нема ништо за подобар услов на дечињето. А сега да видиме што МТСП како кочничар и ова во наводници и оваа влада има направено за градинката, а се сликаше Марко Колев. Јас извадив фотографии кои што сакам вас на новинарите и на јавноста да ви ги покажам.
како Марко Колев се сликаше во градинката. Ги има многу повеќе, овие чисто за да појасниме некои работи. И во меѓувреме обезбедив и некои информации кои накратко сакам да ги кажам зашто се има направено во градинката. Значи само во периодот кога Марко Колев е градоначалник, зборуваме за период 2022-2023, Министерството за труд и социјална политика и владата има вложено над 20 милиони денари. За да не го обременувам овој прес, само накратко. Набавка на возило во вредност од 1.300.000. Набавка на професионални фриждери, дупли професионален лупилица, професионални тави, термоси за пренос на храна 1.200.000. Набавка на опрема за вентилација 250.000. Реконструкција на објекти, замена монтажа на ПВЦ прозори во 3 спални во објект 3 во вредност од над 630.000 денари. Реконструкција на партерни површини во објект 5 и изведба на темели за поставување на игровна опрема во вредност од 700.000 денари. Набавка на клима уреди во вредност од 470.000 денари. Набавка на индустријски машини за перење и сушење во вредност од 2.313.000 денари. Набавка на игровна опрема и дидактички материјал во вредност од над 2.690.000 денари и така натаму. Значи, на крај, какви се тие забелешки за лошо директорување и неуспешно водење со градинката, кога во мај 2022 лично Марко Колев и дава благодарница на директорката Маја Велиновска за исклучителен придонес во раниот детски развој. Двојецот без кормилар, Колев Љутков, наместо да плачат и да обвинуваат без докази, нека ги засукаат ракавите и нека работат законски во интерес на граѓаните. Нека не бараат виновници за нивната неспособност. На пресуд се изнесоа лажни обвинувања, скриени под превезот на имаме сомнеш, па од тука како правник можам да им порачам. Постоење на сознание за евентуални проневери и злоупотреби со тендери за јавни набавки се докажува во кривична постапка. Па со оглед дека непријавувањето на кривично дело самото представува кривично дело, градоначалникот се искомпромитира дека сторил повеќе кривични дела. Но единствената вистина од ова е дека ништо не е вистина. Клеветите за ДПМН се единствениот одбрамен механизам. Кога не знаеш и не умееш, нападни го другиот. Сега, при крај на постот, па ќе ви остава можност за прашања, сакам да споделам и за кочницата од владата. Оваква поддршка од извршната власт и од владата, градот нема виден. Штета и жалосно што Марко не умее и не знае како да го искористи тоа. Вербата во фотографии забелешани се минато, а тоа единствено што прави се фотографира и тоа со сите проекти обезбедени од владата и претходниот градоначалник. Марко Колев нема ниту единствен негов проект со целосно обезбедени финансиски средства. Се што досега е направено во Велес се готови проекти кои СДСМ ги обезбеди и тоа целосно од проектна документација почнувајќи па до обезбедување на финансиските средства. Ќе ги набројам најважните. Градски пазар за кој беа обезбедени 84 милиони денари од владата и од Светска банка, преуредување на сообраќајот во централното градско подрачје со обезбедена донација од 750.000 евра од Европска унија, проект кој што сега почнува да се фали како негов. Ке на реката Вардар со обезбедени 430.000 евра донација од Фондот за прекогранична соработка, реконструкцијата на улиците Благо Ѓорев, Живко Фирфов, Андон Шурков, Лазо Осмаков, Орце Мартинов и други, во вредност од 1.200.000 евра, исто од владата, против пожарно возило, асфалтирање на улиците во индустријската зона Узус, реконструкција на детски забавен парк и спортски терени во населба Тунел со средства од владата, водовод за селото Сопот и теренско возило за ЈКП Дервен со средства од Светска банка, најсовремена опрема за градско кино од 75.000 евра, памп трака во градски парк и други. На тоа сакам да ги додадам и проектите финансирани од владата преку јавното претпријатие за државни патишта, за рехабилитација на регионалниот пат од Катланово преку езерото Младост до Градско, асфалтирање на влезот на Велес од страна на Штип заедно со кружниот тек и подпорен зид на патот за Речани под бензинската помпа на Мак Петров.
Исто така, реализирани се проекти во вредност со 104 милиони денари, средства кои што беа заштедени во време на корона кризата 2020-2021 и истите беа инвестирани во основните и средните училишта, градинката, музеот, библиотеката и бројни проекти директно финансирани од МОН. Драги сограѓани, можеби ова не сте го знаели. Сега, откако ги имате овие информации, сами ќе заклучите дали СДСМ, владата и министрите се кочничари на развојот на Велес или главни поддржувачи и градители на Велес. Тоа што Марко Колев, без срам и перде, заради непоседување на елементарна коректност, си ги припишува сите овие проекти како негови, зборува пред се за неговиот карактер, а потоа и за неговата немоќ. Драги сограѓани, ви имате право да знаете зашто во општината ги трошат парите од буџетот, бидејќи тие пари се ваши, наши народни пари. Затоа сакам да го знаете и следното. На страната Отворени финансии, која е јавно достапна, можеме да забележиме дека почнале редовно да ги посетуваат велешките ресторани, да се однесуваат недомаќински, да јадат и пијат на општинската сметка. Од страна на општина Велес за краток период се исплатени 94.248 денари на 2 ресторани во Велес. Но уште по-несериозно и по-недозволиво е тоа што се случило на ден 13 април, на роденденот на градоначалникот Марко Колев, кога двајца пожарникари, користејќи службено возило, пристигнале во општината и користејќи скала за интервенции при пожари, се качиле на вториот спрат преку тераса во канцеларијата на градоначалникот со цел да го честитаат роденденот, носејќи му роденденска торта. Значи, тие ги напуштиле нивните работни места за полтронски да му удоволат на градоначалникот, свесни при тоа дека ја загрозиле безбедноста на жителите на Велес, доколку во тој период додека се глупирале, се случил пожар или некоја друга несреќа за која би требало итно да интервенираат. Дополнително во општинската зграда се создала паника од вклучените сирени, бидејќи вработените кои не знаеле за што се работи, претпоставувајќи дека има пожар и дека треба да се евакуираат, се исплашиле. Но тоа не го спречило Марко Колев да излезе на терасата и да ги дува светите на роденденската торта, со што на крајно безобразен и недоличен начин повторно е злоупотребил својата функција. За овој настан, сега преку овој преси ја користам приликата да ги повикам надлежните органи да покренат постапка по допрен глас и да го истражат случајот, бидејќи градоначалникот како работодавач на територијалната противпожарна единица е злоупотребил својата положба на начин што ги ставил во функција противпожарните ресурси за приватни цели, потреби и журки, па постојат елементи и основано сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба. Владата, предводена од СДСМ, министерствата и другите државни институции и понатаму ќе продолжат финансиски да поддржуваат општината. Велес ќе биде поддржан затоа што тоа не е поддршка за Марко, не е поддршка за ДПМН, туку е поддршка за граѓаните на Велес, за сите нас, за подобрување на нашите услови за живење. А на Колев и Љутков им порачувам, наместо да ја напаѓаат владата, да подготвуваат квалитетни проекти, да обезбедуваат финансиски средства, за да не мора да се китат со туѓи перија и да не ги присвојуваат нивните проекти за кои не мрднале со прст. Се разбира, треба да работат честно и одговорно, а парите од буџетот, наместо за богати софри, да ги трошат за изградба на улици, паркови и тротоари. Социјалдемократскиот сојуз и општинската организација Велес, како конструктивна опозиција на локално ниво, цело време ќе следи нивната работа, ќе укажува и понатаму на незаконитостите и неправилностите, ќе дава квалитетни предлози и ќе известува јавноста со аргументи и факти, како што тоа го правиме денес. А што се однесува до грижата на Марко Колев за мојата лична посветеност на идеологијата како председател на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Велес, идеологија која ја застапувам веќе 20 години, сакам да го известам. Дека јас 20 години неуморно и посветено активно се борам против матрицата на ДПМН, која е погубна за Македонија и која е најголемото зло што оваа земја го има видено и зло кое продолжува да се заканува. И да му порачам дека во иднина, се додека сум политички активна, а и после тоа, ќе се борам оваа матрица да не ја назадува мојата земја, затоа што тоа е најмалку што можам да сторам за мојата Македонија. Драги велешани, има разлика, нели? Ви благодарам на вниманието.
Повелете да го запишем. Јас би сакала да прашам дали на иницијатива на советничката група на СДСМ и исто така ваша лична иницијатива се пуштени инспекции во општина Велес и дали имате сознание што се случува околу надлежностите во два наврати претходно. Значи, министерствата ги одземаат надлежностите за именување на директори на училишта во Велес. Можете да ни кажете зошто тоа го правите? Да. Иницијативата, како што кажавте во самиот прес, нити е од Даница Чадиева, нити е општинската организација на СДСМ Велес. За двете училишта, повторно прецизна информација обезбедив од директорите, во основното училиште Блаже Коневски имаше оглас за избор на директор. Согласно законот, знаете дека училишниот одбор предлага, гласа избор на директор кој предлог се доставува до градоначалникот. Согласно член 115 од Законот за основно образование, градоначалникот во рок од 10 дена од денот на добивањето на предлогот е должен да го именува предложениот кандидат за директор на основното училиште. Став 15 од истиот член вели: ако градоначалникот во рокот, утврден од ставот 14, не го именува директорот, именувањето го врши министерот. Овде Марко Колев не го именувал директорот во рокот определен со закон, по училишниот одбор го има известено министерот, пошто министерот, согласно членот кој предмалку ви го цитирав, врши избор на директор. За да биде комедијата поголема, по случајот со основното училиште Блаже Коневски, кога предлогот доаѓа од министерот, кога градоначалникот дознава, во исто време он си врши свој избор спротивно на закон, односно си врши избор на кандидат кој што и не е предложен од училишниот одбор. Во Хемиското училиште исто така имаше прекршување, грубо прекршување на законот за средното образование. Градоначалникот, а за средните државни училишта тоа е министерот, во рок од 3 дена од денот на разрешување на директор треба да именува вршител на должноста на директор, но вршителот на должноста на директор мора да ги исполнува сите услови за директор кои што би ги исполнувал директор на оглас биран. Неговите кандидати, кои што тој преферира, неговите партиски членови, кои што тој преферира да бидат директори, не само во Хемиското и во повеќе други основни училишта, имаат проблем со еден од условите, немаат положен испит за директор. Затоа во Хемиското училиште во конкретниот случај, по истекот на мандатот на Маја Хеско, градоначалникот постави вршител на должност кој не ги исполнува условите. Значи нема положено директорски испит, иако во тоа училиште има кандидат што има положено директорски испит и должен е, доколку има таков кандидат, да биде тој што ги исполнува сите услови. Без разлика на политичката опција, сакате да кажете дека нема политичка опција кај директорите. Законот за основно образование или за средно образование не познава политичка опција. Градоначалникот е должен да го избере директорот кој ги исполнува сите услови. Во овој случај, во првиот случај за кој што ме прашавте, само Маја Хеско имаше испит за директор. Он го става Горан Јанков за вршител на должноста, значи веде директор, иако спротивно на закон не сме, затоа што Горан Јанков во тоа време нема положен испит за директор. По таквото постапување, директорката Маја Хеско си праќа преставка до Државен просветен инспекторат кој доаѓа. Државен просветен инспекторат доаѓа, никогаш не одзема ингеренција веднаш. Ова од пракса и како правник и од ова од директориве што го гледам сега, се со цел да ви прибавам попрецизни информации. Кога доаѓаат првен, гледаат каде има неправилности и даваат забелешки и укажувања и даваат рок во кој треба да се отстрани. И покрај рокот, што му е даден конкретно за Хемиското, тој повторно не распишува оглас за директор, него останува со истиот вршител на должност. Тогаш министерот, по забелешките од Државен просветен инспекторат, му ги одзема ингеренциите, са ова законски така, му ги одзема ингеренциите и во тој случај ја врши функцијата наместо градоначалник на основното училиште Хемиско, на Хемиското, мислам средно училиште, се извинувам, функцијата ја врши министерот
како градоначалник, по случај на одземени ингеренции. Ингеренциите беа одземени само 6 месеци, во кој период министерот распиша оглас за директор. Значи, колку и да сакате и двете политички опции да се дистанцирате од именувањата на раководителите, сепак, например, ние гледаме дека тоа се нели ваши активисти, кои што на крајот завршуваат, не сме виделе до денеска некое независно решение или оглас на кој што нели би конкурирал некој заинтересиран, може би од останатите вработени во... Има независни решенија. Како кои се тие? На болницата, на брзата помош, на Центарот за јавно здравство. Тие не доаѓа од оваа партија. Тие беа како кадар, дури директорката на Центар за јавно здравство е одната дел на вработените. Затоа што во минатото знаете какви случувања имаше таму. Сакате да кажете дека сосема се дистанцирате од обвинувањата од страна искажани на последната пресконференција дека не вршите притисок? Да, јас тоа го кажав и во пресот. Во пресот Марко Колев и Љутков спомнаа министри, спомнаа многу луѓе на недоличен начин со обвинување дека се вршат притисоци. Можам да ви кажам дека единствен човек кој врши притисок е Марко Колев. Дури имаме сомнеш и по училишните одбори со закани за бркање од работа, за преместување од град во село и обратно, е вршен притисок и на последниот училишен одбор за избор на директор во Средното хемиско училиште. Се што постои, што он го нарекува под сомнеш, за да не постои кривична одговорност, се што смета дека е извршен притисок од наша страна, слободно може да покрене постапка. Меѓутоа на тие представки до Државен просветен инспекторат или се од училишен одбор или се од директор. Ево уште еден конкретен пример дека се е во интерес на воспитно-образовниот процес и од страна на директорите, па дури ако милувате да речете и од нашите кадри. Во основното училиште Панко Брашнаров со месеци нема воспитно-образовен кадар. Децата не можат да следат настава затоа што во оние школи и установи каде на градоначалникот, директорите не му се по волја. Последната представка фалат наставници. Согласност има добиено директорката, согласноста повеќе од месец дена пратена од Министерство за образование и наука, стојке Марко Колев во ФИОКа. Така и со трансформациите. Спротивно на закон ги чува трансформациите на наставен кадар кој што знаете по закон како треба да се трансформира. Така што овој пресет токму тоа. Притисокот, насилието доаѓа само за кратко време, еве 18 месеци, они не подсетија, дури ако ги заборавивме бомбите, како функционира таа матрица. И тоа е тоа против кое јас се борам и ќе се борам и во иднина.